Општина Штип продолжува со реконструкцијата и асфалтирањето на амортизираните и оштетени улици низ градот. Денес, по 40 години откако е изградена, асфалт во должина од 900 метри доби улицата Радански пат. Ја асфалтираме благодарение на одлуките на Советот на општина Штип, но пред се и барањето на жителите кои живеат во оваа населба, каде живее население повеќе од ромска националност. Ова улица им ја поклонуваме за берамските празници и верувам дека ќе имаат безбедно возење, ќе имаат одлична улица. Тоа е втора улица која асфалтираме, односно трета улица која асфалтираме овде. Ја асфалтиравме улицата од овде Палестина до Черења, а истовремено асфалтиравме улицата Косовска. Градоначалникот има целосната поддршка и од советниците. На Радански пат да наликува на една населба со која што сите ќе се гордееме, затоа што почна да се работи и ќе се работи и понатаму и улицата Радански пат ќе го добие својот лик. Јас како советник ќе се залагам за подобро утре на Штип. Сите предлози на градоначалникот и ние како советничка група ќе ги поддржуваме. Може да кажам све што е лепо и Богу е драго. Значи сето тоа што се гради е навистина прекрасно, ќе ги прифаќаме идеите на останатите советници, а во исто време ќе ги прифаќаме критиките на граѓаните од општина Штип. Од сега полесно ќе им биде на сите, посебно на оние кои секојдневно ја користат оваа улица. Долго време беше катастрофален пат, стварно непроден беше, али што ќе правиш, мораше да се издржи, али сега за сега фала му на градоначалникот што се интересира за својот народ. Стварно е добро. За добро да кажеш лошо е грота е. Паралелно со изградбата на улицата, веднаш до постојното кошаркарско игралиште Каелкос, денес започнаа работите на 2 тениски игралишта, кои ќе се градат со поддршка од владата. Интенцијата е да во секоја населба направиме што повеќе спортски терени, да стимулираме омасување на спортот, да младите ги усмериме да спортуваат, да рекреираат и да ги оттргнеме од сите оние пороци кои денеска ги напаѓаат младите, значи во овие денешни времиња.